Европските пари стигнаа до дел од македонските компании. 49 мали и средни фирми и предприемачи го искористија грантот од над 4 милиони евра од Европската унија за производство и пласма на своите производи, кои ги представија на завршниот настан на проектот на Европската унија за економски раст. Дел од нив со своји иновации, а дел пак инвестираа во нови машини и модернизација на производството. Меѓу највпечатливите автоматската и дигитализирана машина за селекција, мерење и пакување јајца. Технолошко решение кое значително го забрзува процесот и ја зголемува ефикасноста во прехрамбената индустрија. Ние набавивме машина за целосно автоматизирана машина за селекција, за мерење и за пакување на јајца. Имавме машина, меѓутоа таа беше малку позастарена технологија, ова е целосно дигитализирана и целосно автоматизирана, значи дава можност да се зголеми капацитетот на производство за дупло повеќе, чисто за илустрација, ова машина има капацитет за 46.000 јајца пакување на час, тоа значи дека нашето производство го завршуваме за 3-4 сата. Ѓорги Филиповски ја искористил поддршката од Европската унија за развој на стартап мобилна апликација, која им овозможува на граѓаните да ги споредуваат цените во маркетите и да заштедат при секое купување. Средствата од Европска унија ги искористивме за креирање на нашиот стартап Бадијала, мобилна апликација која што ги собира сите производи на промоција и на акција од маркетите, со смената на законот за трговски практики да маркетите објавуваат јавно цените, се направи да маркетите бидат по воочливи во нивните цени, меѓутоа сепак акциите представуваат сепак поевтина стапка за купување. Ако купуваш на акција, ние мериме, имаш 30% помалку трошоци. Грантовите помогнаа и во креирањето дигитални алатки за земјоделците, апликации за мониторинг системи што им овозможуваат полесно управување со фармите, следење на производството и собирање на информации при донесувањето на правилни одлуки. Проектот со поддршка на владата на Македонија го поздрави и министерот за економија Дурмиши, кој на промоцијата директно се запозна и разговараше со дел од представниците на компаниите. Тој смета дека на овој начин Европската унија го зајакнува иновативниот потенцијал на економијата во Македонија и ги охрабри компаниите да вложуваат во модерни технологии и решенија што носат одржливи резултати и производи со додадена вредност.